Здраво, другари, здраво, криптореволюция, дежаву! Другари, тая му бето криптото не поставило прашења и листаме, гледам повеќе луѓе од на кафе шема и пред нова година уши сега се собирате, брат. Јас сум сигурен дека истото го правите како ние што правевме, само што не можете со нас уствари, ние и тука шо ние летото собиравме пари, јуни месец собиравме пари за да кјуеме за нова година и си правиме обед толку пари ќе даеме и слуша на еден од комшиите и постари вика, дечки вика, шо е финта да? Вика, ние собираме, викам, пари за нова година. Вика, јуни месец. Тоа е декември. Викам, ние мора да сме спремни, да сме. Човеко се прекраси и си отиде. Значи, викам, сигурно и вие го тоа правите сега, за тоа не гледате. Викам, вие не сте јуни, ама сигурно на почетокот на месец што се вика собирате парички сега. Не ви интересира за крипто, сега сите и овамо ќе одам на кој шо ќе облече. Другари, оваа нова година купете си 2 пива и дома. Парите за гардероба, тие што имате многу, одете. Нова година ќе имаш и милион пати. Значи парите за гардероби, за чуда, парите за тие тамо дискотеки, мискотеки, чуда, еднашка барем една година не ги дадете, не ги давајте тамо и ставете ги у крипто, брат. Распоредете си ги у крипто, така да и летото, ако има драми и од летото, за да кренете на напред. Нови години славите цел живот. На одмори одите цел живот. Гардероба се ви е малку. Луѓе, овакви драми не се спуштат. Овакви драми не се спуштат. Гледајте да си натоварите технологија. Гледате, оде нагоре надоле, некој што вика, брата бе, да го трейдав. Еми, да го трейдаше, брат. Да го трейдав. Од како се случи да го трейдаше? Значи, еве, Суи, од кога ви го спомнав? Обрнете внимание на Суи, обрнете внимание на Chainlink, обрнете внимание на Solana. Solana сега секаде го брмблат. Че еве, нашата технологија се држи, брат. На 7 дена период. Сега ви е шансата да натоварете. Не е финански совет. Вие ако сакате идете на нова година, изполпийте се, као да не сте видели, брат. То нова година, ја до душа никош не сум се пијанчил. Ја можда у мојот живот само дали на една нова година сум бил така малку пијан. Не сум бил онова никош да не знам што се случува. Никош. 41 година. Никош, брат. Поднапиен, да. Расположен. Моето пијанство е, ја никош не сум се немам една тепачка на нова година. Али те околу мене, брат, што сум гледал, страшна работа. Имаше и луѓе што едва чека многу мирни, што никош во животот на мравка не се казили. Чека да се опијат, да дојде нова година и да се испотепат со сите. Значи тоа по термин теорија на заговор, другари, у мистерија ги ви направам посебно видео, брат. Ја многу пријатели имам и комшии алкохоличари тешки у стилу на татко ми, дедо ми се пили, ама никош не се пројавиле такви проблеми. Познавам луѓе кои што се биле на мравка на газата, пијани, сасвен друг, брат. Тоа чинеш демоно улезен у него. Така да, внимавајте што правите на оваа нова година. Видел сум многу животи што се уништили на нова година, посебно у Македонија, па и у Америка. Така да, многу е подобро, другари, дојдеа времиња да се соберете, да си поминете феноменално домашна атмосфера или да речеме на плоштадот тамо културно на поголемо место дека се соберат, па се некој ќе рипне да го одбране. Иначе у мали такви дискотеки чуда, шо ме бутна, подобро парите си ги ставите у ово помлади што ме прашава, брат, што мислиш аналитика, за тоа го почнав овака подкасто. Подобро да си ги ставите парите у крипто и ќе ви биде наобавата нова година отпосле.
Така да, барем нова година, луѓе, поминете си, сите дома да дадете, кај ден другар да се соберете се некој да наготве нешто, много по-добро ќе си у домашна атмосфера. Гледаш, костуми, не костуми, брат. У домашна атмосфера, јас сум си со вас по дома. Сега сум кај вас у дигиталниот, преку телевизорот ви улавам дома, облечено домашно, не може. Костумирана ми упајама, разбираш. Ке треба да отворите некој винце, органско. Зафркавам се, значи гледајте зафрканците настрана другари, 10 луѓе да не отидат да ги стават парите, да речеме, купат 30% Солана, 30% Кардано, 30% Суи, 10% Ripple, да не се овие, заеднат го кажав ово сега, да ау. По-напред го кажав 30, ама сега заеднато те ме нервират овие од Ripple, 10% само, брат. И ти од Ripple да пазите со коментарите. Тоа там кога се опиете на нова година такви филозофии, не е Славчо да ми го реметите. Умрев усмеја Славе кој рече не го ни видев коментар цели. Ама добро, Славе е како Айнштайн. Кој знае што ќе измисли? Брато е седнал дому у лабораторијата, не знам какви се работи брат прави, ќе измисли, ја мислам дека дигиталниот Айнштайн Славчо ќе треба да му испечата мајчко Македонија. Се нешто пише, сабали у 6 сата, викам, ја геймам или истражувам нешто, викам Славе што не спиеш или пиши ми си и ми текне, викам чекај, колку саат у Македонија? 5-6 сабали, што правиш бе? Абе нешто програмирам, вика, за Кардано, за волите. Не можам, ја може да геймам, ама тоа брат да програмирам не може, брат. Тука сака да ме обучат, викам дечки, не фала. Не можам, брат, ја не можам да седам и да пишувам. Ја не можам да ги запомнам. Јас сум да го најдам, да го истражам и тоа е тоа. Не можам да седнам да пишувам кодови, чуда да запомнам, брат. IP адресата да си ја запомнам, брат. Сачо и боже, да не викам, до толку сум се ослонил на овоа, на технологијата, да не е Facebook роденден, ќе си го забравам. На никој роднина, пријател не помнам роденден. На никој. Нема пиво, другари. Не, ви има пиво. Пълне фриждера, ама не си пие пиво. Викав да ядам нещо. Колко е саат? От 10:32 имам принципи дека не трябва да ядам, ама до сабајле до 6 играам. Сега фактички целиот такво го пореметив. И много лошо се појакото е соновите што ги сонувам, оти далето сум дома, немам на работа, 4 години више немам такви стресови. Немам собраќај и чуда, се повеќе може да се концентрирам, луѓе, ко станам и соно е толку боја, толку е реален, што просто е science fiction, брат. Си викам, кој мултиверс, брат, дека сум бил. Соновите уапсиле ме, па граци ме уапсиле, баш на мрежата се зајадов нешто со грците за историјата, грци ме уапсиле, ама па добаваме до там преку улиците на куќе дека имаше некомшија што чува, па питбул, брат, а пази што најинтересно, за грците се зајадов, питбул беше изедел дете и еден собственик у Минесота или дека беше, не знам. И нешто таму, тоа небърхото си го бев спомнал пред овој, кој си легнеш и пази соно какво прави, брат. И си, нели ви и у подкаст ви кажав, нем да идам на Калифорнија и да му апсат, но овие лудите, иако имам, нели, дозвола, демек, да идам до амбасадата, ама интересното е што сите работи соно како некако ги скомбинира и станувам и викам, бро, what the fuck, викам, што станува, разбираш, како ме апсат, па граците баш за тие што јадев за историјата, кај баба ми, баш у таа единствената куќа питбул дека имаше, разбираш, и баш апсењето е со овоа што зборев за овие за Калифорнија што треба да одам да земам пасош, да речеме, бро, what the fuck. Тоа мозоко е, брат, голема мистерија. Не знам, и други сонови, и најинтересно е сега ви го кажав и утредента го забравам. И други многу јаки сонови сонував, пишете некои дали си сонувал комплетно фул боја, не оно има, јас сонував црно-бело, сонувал сутре се вајле црно-бело, не се сеќаваш. Пишете коментари има ли некој да сонува, ама тен реални сонови, оно како, не знам, дури кога те пипнат, многу, како вистинско да е опичко матери, дури се разбудиш, разбираш, точно, баш
Некој се дере у тоа соно, и алармо стануваш, брат. Значи, со тај звук алармо, ако нешто се разбудиш, например, сеќавам се еднаш кога Македонија бев удрил бокс, еднаш кој живото имам ударено бокс од зидо, раката си е превав, ама после ми текна дека паѓав од водопад, паѓав доле. И точно со таа рака удрив у дрвото таму долека. И со таа рака удрив у ово. Тоа е, некем такви сонешта, брат, да сонувам, пошо нешто ангели чуварите не ми чуваат кој што требе за у физичкиот свет да се ударам, брат, рака ќе скршев, брат. Значи, многу интересно, брат, што сонувам тие. Ама и јас сум крив, знаеш, пред да се легнам викам, да, сонувам нешто што ќе биде и заспиам и многу чудни соништа. Пишете ви ако имате такви некои, како станале милионери. Па ако не станете заедно упаѓаме сега, нели ќе направат. Кој филм беше? Minority Report ли беше? Упаѓаме после у соно кај тебе ги тепаме сите тие дама што ти излажава дека станеш криптомилионер. Ме нема да ме тепате, другари. Ја не сум финансиски советник. Ја викам, ја шо би направил? Ја не би отидел на нова година и да сум у таа позиција, нели ја не сум тај што кука. Вие сте тие што кукате нон-стоп дека нема пари, не може да купите, не може ово, не може оно. Ја ви кажувам, ставете ги тие пари од криптото ово. И без тоа се потрошни, што ги изгубите? Исто како да се видел нова година, исто како се купил гардероба, исто како пијан там да се лепил на свирачите музика, музика па ја. Да си лепил за музиката пари и ово мозоко си одлучи, чеке, брат, шорткат ги направиме, брат, сите зборови ги сврли и идеме на музиката. Страшна работа, брат. И после неки вика и гледа овај шо кажа. Од дрво нози, брат, не овај стол, не знам. Другари, тоа е. Гасам се, не бе лажам. Леле овај, брат. Ово, ама моите геймери се за кютек, брат. Моите пред 4 години зборев за ово и сега и треба овај брод за трките. Само два се продават, $77 и $120. Пред 7 месец стајане, пред една година. Шо е бубето? Еј, брат! Тај мозок си тражи кафе, ама ќе добие опинци. Ще дам моја мозоче на нова година не одам, ти кафе сакаш, брат. Не бе се ба. Гледај, 74,000, total supply. 74,000, 77. Бродови се продадени на цена од $135. Ајде да речеме некој мал тука да намале, нели 10% или 15%, зависи што е купил од ово тука. Да речеме, јас сум на 25%, ама не ми немало баш така. Мобето е. Деко иде бе, брат. Само два брода има, брат. И ја немам кеш да ги купам. Не ем да ги давам на моите геймери да се тркат, $500 е за прво место наградата. Ја имам два, ама се набутени у ово Sage Labs. Че да баш тука, дека се набутени. Но топа нема да ми ги дае така. О май гад, че да има, дека иде. Ајде, брат, ово па не може да го фанам. Аме, дека се тие бродове, брат. Ја треба да имам два. Негде забутано. What the fuck? Како се викаш таа бродо? Calico Racer. Тегове. Гледате ли дека имам, брат? Овие моите декати се на главата. Еве, два имам и тоа мислам дека не се сеќавам, ама едениот сигурно ми изгореа $150. Тога и не се продава. А другиот да сум го купил негде имам запишено, ама не ми двајте се на $150 изгледа. Не се сеќавам. Моите бродове се купени на гледаш кој ми се јаде јадам букви. Купени ми се на много, братче, луди суми. Ама еве, немам кеш, братче, да ги купам овие двата, да ги давам на моите да се тркат, оти не можам да ги извадам од Sage Labs. Не можам, ставаш ти ги веќе еднаш од Sage Labs, треба да разрушам флотата, бла.
после да не знам кой брод дека е, да правям лист, па да ги ставам па на Славчо програмата автоматската да ми я направи еднашка пробав за тест, ми взима Атлас, еднашка пробав и край. Цяла флота се бях разторил после. И out of баланс за... Али, чекай, не си допишав. Си думи си по... Дека беше цената? 135, да речем. Стар Атлас се направили 10 милиони долари. И нека се даде нещо на попус при коловия другите. 8 милиона. Измеѓу 8 и 10 милиони долари се продаделе тркачки овие бродови, брат. И кога рече некој веруваш ли играта, брат, погодив и за брод. Пред 4 години кажав луѓе, овај брод валјда ќе има најбаланс. Брат, секој што тие што сакате BMW, Mercedes ми се правите тука пораките, нели проценивте да го купите ово бродче, брат? Гледај му и линиите, брат. Ово се гледа дека е Формула 1 от Стар Атлас. И ја му кажу на подкаст, кој се сеќава да пише долу коментар. Гледај, братче, сече го ветерот. Замисли укочен да ви упаднам со ово. Крај. Одма ќе ми го изгребат. Много јако ово, 2. Дај некој на заем да даде пари, брат, да го купам. Гледај, брат, гледај. Замисли скиновите какви ќе бидат. Много јако. Ово доле гледа, ово па... Не бев го видел. Много јако. Тај што го е направил, брат, не е ово фантазија. Ова има и тука, гледа овие сечат ветеро. Има логика ово чудо. Гледа го ово тука, да се држи. Тај гледа Формула 1, брат. Гледаш тие како се гледа да се држи. Ја па со таа рак, за покажувам. Гледаш овие тука како се држат. Да го држе предницата да не се дига. Фактички. Брат. Шо исто? Не. Гледај, брат. Лепотан. Ако къцне там 2045 може да купам еден оков. Шо па да не? Ки ги има 100% и 2035 овие. Гледај унатре, братче. Која машинерија ова? Добре, имам двечки, нека ги. Не знам дали ќе правят, гледај друг скин. Не знам дали ќе пуштат други од истата класа. Али ово чудо е авион. Гледај, брат. Замисли си го со други скинови. Гледај, брат. Не, ово е много јако. Овие 2035 ќе ги возиме, ќе видите. 2035 најкасно 2040 ово чудо ќе се вози. Машинерија е јака. Сега да ставам принт скрин од ово, Олма Сити ќе вика овај. Али чека, овај принт скрин ќе го ставам, ама на скратено такво. Да не, сега тупеме, гледам луѓето ко почнам со Стар Атлас ама мобето е кој планира се трка, ова е таа формулата, не знам дали ќе пуштат поевтини други класи. Они кажаа као демек овај нема да го пуштат, па демек тоа е тоа, ама гледаш целиот искупен. Замисли луѓе, гледај, за 10 милиона долари имат направено профит само да во што го имат продадено, човече. Играта има 350 или така нещо милиони соберено. Овај месец треба да пуштат многу нови работи, то биткоинот не направи срамзалина, брат. Пепел не направи биткоин, гледај, брат. Много, брат. Таа Немам кешарана, ја би купил. Би го натрупал многу. Ја не му се плашам, 2035 и 2040 да е. Цецето состави нова машинерија со брат му, требаше да се уклучам, не може да инсталира играта. Ке видиме, поздрав до Битула. Ја пако ке речем на Пајал, ке го речем ти од Битула ли беше, леле, колко се нервира, брат. Оно прилип. Може Пајал да е Бетмена да не кажува. Вика градам пештера ли рече или куке, брат. Шо рече нещо градил на 5 спрата. Треба да идеме кај Паја на гости да видим шо граде, брат. Не им да е он Бетмен милиардеро. Че изпитам ги да видим дали гледат. Паја го, нема нещо да играе, Кјотек треба, брач. Нещо паузира, нема го. Цец тоа е нов компјутер со брат му е про. Ке видиме. Брат му е, замисли брат, ја да го имам тај компјутер и како на Цецто да играеме како брат му и како Паја, ја ако не дремав
колко имам време максимум да го ложам това време да играем, за да видам шо ќе биде. Ей, чекай, кой ми беше речел? Чекай да го навиваме, не са... Чекай, брат. Чекай да го ставаме. Колко? Не са 4 минути. Да не го изпущам. Братче, да ми се ресетира. Колко дена има? 3 и 17 сати. Колко е фактически сега саат от 10? Значи 11, така ли? Абе, какви 11? Бе? Колко е са? От 10.44. Колко има дойде този един саат, бе? 11 и колко? Брат, математика сум, утре са байле. 11.49. Вещичката интелигенция. Дека е вещичката интелигенция сега, брат? Вещичката интелигенция, утре са байле. Я имам 446 хиляди експириенс, ама дефинитивно направив 30 хиляди експириенс, шо вчера с капав от играйки. И паднав на 141 позиция, брат. Дефинитивно. И пишав на Customer Support, вчера ми беше заглавило, чекало да го оставам. Вчера ми беше заглавило крафтинго, пишав на Customer Support. То сега отисням подкаста, няма да се отвори. Че има финта, тук сега локо заглавя така, го сбъркаш систему, включиш го ОВК и там е заглавило некой лупхол. Що натисна, брат? Некой лупхол. Опа, машалла. Значи знам работите, кой да гледаш. И всяки го отворя тук. Ако заглавяте на Sage Labs, гледате финта ви покажав. Мобето е, шо бръмлав, брат. Много пари направи бракета от това. Да не правим целият подкаст за това, ама направи бракета. Много паричка направи за това верувам му играта, брат. Ако се купили за 9 милиона долари бродове, за 10 милиона долари бродове. И ако ми рече някой, брат, 2035 леля, брат, не станава милионер, играта не успя. Шо да кажеш, това са 10 милиона долари, брат? 4 брода от по 5 милиона долари са купени. 20 милиона долари. Замисли колко claim stake станици трябва да имат, брат, за това. Това некой рече, ама ти нон-стоп истото кажуваш. Брат, пишете коментари. Америчката пенсиониран войник купил брод от 5 милиона долари. Замисли коя флота да го щите тай брод. Колко станици трябва да му копат за тай брод да се придвижи. Храна, амуниция, що беше друго? Храна, амуниция и... Горева, брат. Значи вие трябва да клейм. Замисли, я имам 67 и 2, за да ми пунат флотата, да я пунат оваа флота, са не е мала, ама замислете си вие колко тай трябва да има за един брод от 5 милиона долара да пуне, брат. Един най-път ми кажал от новите ми, вика, брат, каков ти 5 милиони, вика, народ да го лажиш, брат. Брат, кой народ го лажам, брат? Гледай, 5 милиона долари брод. Класа Titan, аномалия, брат. И си купени. Сите си купени 4. Бро. Или 3 теовия бея купени и... Не, сите 4 си купени. Не знам дали 5. Брат, не можем да направим аналитиката. Я ли ки банкротирам от играта, ако не успее, шо да кажат овие луги, брат, шо са купили овай брод. Дека натиснав сега, брат. Шо да кажат овие луги, брат. Само един supply. Брат, интернет у Америка, кьоде Елон Маск не носи на Марс, я не можем на слика, брат, да отворам, брат. Замислете си колко по-мали бродови трябва да носи. Овие иначе пратнията, ово е сигурно 100 000 долари брод, ще го прати тук. Овие другите бея по ефтини, по 5000. Тай ден беше кажал дека истата го е направил. Бро. Шо, брат. Седа ми правим аналитиката, брат. Нека вика за крипто сбориш. Я го имам ово брод, ще го начекав.
За 150 помалил да поправя. Спите и очавките, брат. Ко ке рече, ке изгубиш. Изгубам, брат, бърем, ке знам, учествувал съм с други четворица лудаци, ще се даделе 6 милиона за бродови, фактически. Оде ден, значи, фактически сигурно няма за 1 милион само да купя. Я бас, леле, шо кажа, сигурно няма да купя само за 5 милиона долари брод, сигурно за 1 милион е купил DAO, Atlas, Станици, други бродови. Шо, брат, 7 ми се чудам, брат. Я и го возив на тест фазата. Шо е ова, брат? Америка и интернет. Шо ти кажем, брат. Шо ти кажем, брат. Гледай го вопа, шо е, брат. Шо, зерк. 5 милиона долари. Продаден. Ей, авай поставил за 4. Овие най-искрено ви кажем, ако ги знам кой си, я би ги утепал от кидек. Ставил за 4 долари, 2 долари, 2 долари, 0,10 центи, ако некой не се кайки го продава брода. Па я да го имам и не се кайки да го продавам брода, я ке плата му още 5 милиона долари, да идат да го наят кой главата му скапат, брат. Гледай го, зеркли, шо, брат. Шо, во. 5 милиона долари, брат, тебе за новите. Брат, шо сбориш ти старите видео, кой сте 5 милиона долари, брат? Гледай го, во. Секой детал трябва да се направи, да се програмира, да е функционален, да работи. Брат, гледай го, шо е, брат. Ово малко и от овай филмо е земен. Ко се викаше? Ама сите филмови ги забрев, брат. Хей. И омилено филм си го забрев. Ай, брат, кажете да видим на вас, на кой ви личи овай. Гледай, брат. Авай. Гледай другите бродове колко са спора да са ово. Човече. Ке речеше бати градосията, а уствари... по-то ги знаеш дека човек го дизайнирал. Ако не стават базен, не ги бива. Ама има се, братче, защо да не? Гледай, брате. Авай демек Бусан, The Last Stand. Ова исто е бил чудо, брат. Гледай го ова, братче. Ово чудо се разклопало и замисли, ово е свето тук. Брат. Само неко много малко е крут 265. Я го замислил в повише екипаж да е. Около 1000. Ама по това няма да може да си купат. Тогава екипажът беше доста скъп. Сега е ефтин. Брат. Да ги покажам 5 милиона долари бродови. Кой ще се купени, брат? Купени, брат. Това е повише ми е на као туристички. Але ovo е цел еден свет у метаверзо дек ки живееме, брат. И дек ки истражуваме. Гледай го, чудото, брат. Со трговски центри, со цели градини за храна. Замисли со виртуелна реалност, ovo е цел стадион, брат. Со виртуелна реалност, луѓе, и стар Атлас тука трките. Ovo е много яко. Гледаш дек се организират трките. Гледа се прашина. Значи, ovo е човек цел еден систем, брат. Гледай. Гледай, човече. Со океани унатре. Я по океани, со езера. Гледай, брат. Да, не знам некои 5 милиона долари да го купим, ке му върна, брат. Бро, замисли 2045-та, ке живеем на окои брода, брат. 100% 2045 в колко брод ке се изгради. Памнете ми я думата. У реалност. Все ще се появило у игрите, филмовите, знаете, все се появило у това. Това е само припремата. Всеки рече някой какво, брат, роботи, знаеш колко бързо, 3D принтинг. В вселената за 1 година е готов. Гледай, братче.
Ово е на осово тук. Чай. Брат Заеви. Заеви 5 милиона долари брод гледам, брат. Шо бе, брат, 30 минути поминава ли какво думам? Да, брат, вика в 30 минути едно кратко видео да направям. Другари, това е, няма да е за Стар Атлас видеото, ама, чудам се, 350 милиони долари, брат, продадея и токена стоя не мръда. Утепава се манипулирайки тези китови, на ни една берза не го стават. Какво е можно ни една берза да неге да го ставе, да се лакомат да тражат пари, кога сите овие 5000 елитни играчи, мокни, мултимилионери, ще играят само моментално Стар Атлас, сите ќе дойдат на тази берза да тредат. И аз извирам, знак на благодарност, ќе вземат, брат, ќе купуват и други коини токени, ќе ги имат, всеки ќе рече, фала Binance, фала KuCoin, фала Gemini, фала Coinbase, ще го стави в Стар Атлас DAO, ќе си направим профил. Значи не е малко 5000 милионери и мултимилионери да ти дойдат на берзата, бе, брат. Затоа ще стоя ставили Стар Атлас. Се мора тия да рекетират берзи, брат, да тражат пари. Функционална игра и токен дава, братче. И токен дава. И може да се продаде. И овие, брат, нека да я стават. Не знам. Суров свет живееме, брат. Американците ги гледай, жале си. Да, яко дойдов беше 7-8 долари. Сега е 16 и гледаш, що ти стават. А пази, ти тук у Коско, от тия, що се купуват 120 долари на година, ще имаш акаунт. Ти можеш, брат, за 8 долари другаре да купите, сега ќе ви кажам, 4 плескавици огромни. Значи за 7-8 долари 4 огромни плескавици, органски, со кашкавали, со чудо натри. А вие гледайте тук, що ви правят. Дупат го американецо го дупат, брат. Уште по-лошо ќе биде, чекай. Уште, брат. Јас затоа викам кога сте бегајте тука, брат. Ајде ме беше прашал. Тоа па музика пуштели. Вика, брат, мене ме гале, ја валет работам во Америка. Ма нема. Ке работиш до 2030, брат. 2035 го ставам. 2035, брат, че е фул имплементација. Валет ке работиш? Не. Кој ке работи валет, другар? Мен нема да ме сменат, не сум ја келнер. Ке те сменат и те, другар. Чисто да те поздравам со видеото. Овие тука ќе направят Трета светска војна, овие гледај. Овие по таа музика. Ке си испод тепа човек француски од тајните служби и овие на кинезите. Боже. 100% е французино крив, брат. Многу су улезени во филм тие французите. Не може да ми каже дека кинезо е крив, дека кинезо е на друг левел, брат. Гледал кинезо ко кафе, брат. Брат, кинезите се огромни, брат. А ово Breakdown of my taxes. $68 to the jail, $45 to seniors, whatever the fuck that is, $4 to veterans. Oh, the zoo, let's give them $38 because why the fuck not? Whatever childhood development is, $22, and then the library that nobody uses is $100. Why in the fuck am I paying taxes to a private fucking zoo that when I have to go to that zoo, or when I want to go to that zoo, I have to pay to then get into the zoo? Who the fuck voted to subsidize a private zoo? The fuck? Брат, тука нема да верувате, ама многу работи немат логика. Значи пази, за Country Jail $68, за да стават луѓе што нон-стоп ги пуштат, значи нефункционален е. Корупција страшна, свеживо се продава унатре, страшно е. Значи не ги ни заслужува тие. Country Senior 45, Country Veterans $4. Значи за затвора се дава повише од ово. Брат, дај описмените ги тие, бе, брат. Ние како балканците доваѓаме и 99,9% од нас, никој не е идел у затвор, брат, не е набрал процент. Такви глупости. Додека овие сите што доваѓаат, 99% па ги прават тие глупости што доваѓаат другите, од другите националности. Значи гледај на ветеран што е ризикувал за собствената држава, што е на улицата останал од тие стресови од армијата што ги е поминал. Значи $4,5, ама на зоолошката $38 од твојот данок. На зоолошка, приватна зоолошка, као да ме клере, чекайте, па зашо да ги плаќат на зоолошката, кога
по-добро да й дават на сите, кажи го, авионски билет да отидат да ги видят у Африка, дека трябва да се животните или у други държави. Защо трябва да се има зоологски градини, брат? Ти трябва да идеш, брат, там дека е, кажи го, дека са родени тия животни, да идеш да ги посетиш. Там да има, да речеме, зоологски окей за повредени животни, що не може да бидат, па ти успад плюс дойдеш да ги... Значи за повредените животни, брат, да има, додека не се рехабилитира, да го върнат назад, разбирам. Ама, брат, у Америка е за глупости, брат. За библиотека 99 се думи си ден. Кога е да идеш в библиотеката 99% е, нашата е празна, никой не оде. Защо? Затоа шо 90% е пълна со бездомници, кои ще гледат да се стоплат и одат тамо. И ако трябва да не се пущат унатре. Всеки рече нека, ама тия са родени американци, имат право. Не, нямат право, брат. Имат дека да се изтушират, имат дека да ядат, имат центри дека да приспи, ако му е ладно, имат нон-стоп без пари облека, 3 пъти от ден охрана, имат различни дека да вземат, нон-стоп и дават пари, плюс $800 на месец и дават и они ги трошат за дроги и за алкохол. И тия истите, ти не можеш, аз сега да улезам да изтражувам за Македония, ти не можеш да улезеш у него. То е страшна работа, брат. Мириша и я не можеш да седам на тази компютъра този днив да не чекаш ред, да вземеш да ги пролистваш тия датотеки, брат. То е нон-стоп пълно, брат, на тези. И то опасни такви, не. Тия вроди не стоят така и кротят. $99 за... Скоро $100 за нефункционална библиотека в Америка, брат. Нефункционална библиотека. А с обал средени и опремени и може да знаеш информация се. Ама са окупирани с бездомници вътре. Страшна работа, брат. Такса се взима в Америка за комплетни глупости, брат. Трябва да се плака, ама се взима за комплетни глупости. Тие ще викат Binance биде сигурна ли? Другари, то никой не го знае дали американците или некой друг со квантум компютър ќе успее да го хакне Binance, ама Binance е до сега най-безбеден. Еве, я го имам. Може да 9-10 години, нула проблеми. Всеки рече некој, ама тука не ли го тргнал Америка? Имаме го Binance USA. И дори другите шо го користат от Македония и за Европа, ни един проблем до сега не е имал. Ако Binance, кој ми праш, те брат, сигурно, знаеш, сите новите ще упаднат одма, каков да купам волет. Чекай бе, брат, ти за колко ги купувате какво крипто? Не ви трябва сега за сега волети, брат. Слабче работи на едно чудо, ќе видиме, али не ви трябва волет. Значи, тия волети ще ги купувате, може да ве хакнат, да го приключите, дека не трябва да ви пратят мейл, да си излажете, да го несете кодо, човечко същество сте, правите грешки, държете се до берзите, брат. Тоест до Binance се държете. Не ви викам ай друга, ама държете се до Binance. Имайте резерва KuCoin, Uphold, Kraken да рече у Македония, ако функционират. В Македония се еднъжка функционират, еднъжка не функционират, еднъжка тази банка бива, еднъжка не бива. Значи имайте си направено профил. Ако случайно не се деси проблем с Binance, префърлувате се на KuCoin или на Kraken, коя е по-безбедната, на Uphold да ви стоят моментално коините или стейбл коините, па после се вракете назад, ако има нещо проблем да речеме, или имате Coinbase, префърлувате се на Coinbase от Binance, или имате Gemini, префърлувате се, нали, колко да видите драмата да помине. Финтата е да ги имате сите безбедни берзи, да си имате отворени профили, ама ако не сте про, да знаете що правите, да разбирате технология, нем да користите тия надворешни волети, кои шо мислите дека яки улавам крипто, първо ми трябва новчаник. Това е пропаганда на тия YouTube канали, кои шо имат процент, що ги продават тия волети. Аз нямам волет. 11 години, 12 години у крипто нямам волет, другари. Имам на поклон, съм го покажал, видеото ми стоя там паршина факи, ви го донесвам в Македония. Поклон ми го даде, я не може да го користам, значи мене ми го даде много познат ютубер поклон. Че всеки може да вземе фала му, целофанката, да я отворя, да инсталира нещо, да затворя. Не ми е от официален вебсайт, не го користам. Сакав да купам от официален вебсайт, викам чекай малко да видам шо е работата, сите ще купия ги изпохакна, виж ги имат и адресите, каже го, почтата и имат и нон-стоп и пракят такви, као демеке и ти ли си овай шо проба да улезе и ти у паниката, да речем на нова година стоял под напин си, стигнал ти поръка на 10 минути до нова година. Брат, проба некој да ти улезе до профила, кога на един приятел ще се возиме и у истия момент му стигнува, некој сага да ти улезе на Coinbase на профил. И он звоне на броя, я нещо чепка в телефона и одеднъж викам, чекай бе, шо правиш бе? И он шо бе?
Стай тамока, нещо геймаше, слуша се баба бум, упаето позадина, вай му изгаси. Викам, що правиш, брат? Абе, вика, гледай, броя ми го надея. Вика, броя ми го знаят, 100% е Coinbase. Абе, викам, не, рандом, ти у Америка сите имат Coinbase. Сите. Тоест сите. 7% от популацията има Coinbase, така ли? Че он има тия тамо скемерите на сите и пратят поръка, брат, така ли? И на тебе ти стигне, ти викаш, ей, чекай, овие ми знаят това, един дечко беше надел, какво ми пратия поръка. Исто го правят и за сите берзи. Значи, що правят? Они на сите го изпратят тази поръка, разбирате ли? И кай тебе стигне, и уши кай 10 луги е стигнало, кай 9 немат Coinbase, чудат се шо, ово избришат, блокират. Ама кай тебе ден ще са те погодили на среќа, да речеме, и викаш, овие от дека знаят, дай я да улезам в контакт с них. Не, другари, нема да улагате в контакт, нито да онадувате. Има си customer support, кога я видите поръката, имате customer support, да речеме, стигнала ви от Coinbase, от Binance, от било коя криптоберза, имате customer support, ке си пишете на customer support и ги пращате дали, они се пратили поръка. Никогаш ние на берза няма да ви тражи да влезете директно в контакт и да го пишете, каже го пасворда или сит фразата. Никогаш, да знаете, запомнете го това. Никогаш няма да ви тражат какво? Демекони не може да влезат да проверят. Они може все да проверят. Така да? Може да ви я тражат само адресата от волето. Разбирате ли? Нищо друго и ке проверят кое е шо си. Дори има и презиме, ако ми трябваш, няма да го давам. Пошо виж го има, тя няма отворено акаунт канив. Или дека живееш, кой ти е брой, бла бла бла, нещо, паспорта, кой ти не. Трябва да ти я потражат, ако напишем на Customer Support, потражат ми я адресата, копирам я адресата, да речеме, коя ми е от волето, и я пратам и они детектират и го решат проблема. Значи, гледай, Binance is now fully authorized от Abu Dhabi FSRA, the first crypto exchange to operate a global platform under international recognized framework. Значи, насекъде се шират, другари. Гледайте го начина на сите тия берзи, ще ги гледате, сега ще се появят, то е све, братче, више договорено, тия луги са изберени, тия компании ке постоят, тия криптоберзи ке постоят, ако има неко малък и пратим инспекция, ке унищиме, гледаш си по пропагява или ке хакнеме, тия берзи си остана, яд на taj начин гледам дека се, каже го, по-безбедни. Затова шо елитата си ги више избрала и со години тия берзи си се оперативни. Чекай, не е обава да стоя на поначо. Тия берзи си оперативни, никой не ги хакнал, 12 години си тука и ако ме праша на кой начин отлучиш кой берза е безбедна, те така. Кod сите телевизии, сите познати зборат за нея, дека ја имат, дека ја користат, дека ја надуват, и тоа е првата фаза, окей, чека да провериме, не им да биде како FTX, да провериме, да видиме што е, како е, и после тоа треба да најдеш, да речеме, на самата Binance, еве мене Binance на Twitter се чудев зашо не ми излават и на YouTube, зашо не ми излават видеа, оно на YouTube ме тргнал од Binance Subscribe и ме тргнал дури и од Twitter. Форсират се и нивните берзи. Значи на taj начин ќе видите дека кога ќе улезете на Twitter, кога ќе улезете на YouTube, колку луѓе ги гледат, колку позитивни коментари пишуват, не може сите коментари да се лажни и така гледате дека таа берза ќе си обстане. Тие што ме праша, че музика да нема. Тие што ме праша, брат, абе јас ќе ги видам како ќе се качуват, вика, у Америка по степениците. Шо викаш? Вика 2045 нема да не заменат роботите. Кој американец ке излезе од дома? Шо викаш? И ке литне до вратата, брат, ке ти застане, само да не ти плакат 70 до 100 долари на година. Немало да бе за мене. Брат, ја какви видеа съм гледал пред 200 години, брат. Замислете се, ако ова една обична компанија за вакво, една обична компанија го има за delivery, тест, замислете си што има војската, брат. Значи војската, за да се изплати сите тия работи, што се ги стражали, после ги дават на корпорациите гиганти, и тия корпорации гиганти фактички ќе ви спадат од работа и они ќе си ги взимат тия луди профити. Представете си, у Америка од 70 до 100 нешто илјади долари. Само од еден на година деливери што прави, значи замислете си овие роботи ќе ја земат таквото. Замислете си го профито на корпорациите гиганти. И храната трябва да падне толкова много, за 80% трябва храната да падне.
Един робот минимум може да замене 5 луѓе со таа брзина. Ниту се кара, може и 10. Ниту се кара, ниту чека собраќај, ниту ништо. Многу побрзо ќе се движи. Нема да сгрешува порачки, нема да се кара, нема ништо. Дуп, од точка А до точка Б, бам, тоа е тоа. Ако нешто му се случи, одма робот има друг да го замене. И ќе видиме за 80% ќе паднат ли порачките и храната. Нема да паднат, затоа што они само ќе го земат тоа, ќе гледат као демек ово е фенси, знаеш, роботи до нас дај тука првите 2-3 години да ти собереме малку екстра. Че корпорациите гиганти луѓе ништо не прават за корист на луѓето, да знаете. Гледај го, страшна работа, брат. Само се граде, брат, само ќе се поправа, само ќе се одржува. Брат, ама ја поправам, ќе ги видам да дојдат антената да како ќе стават. Како ли? Само, брат, го гледај. Сега е достъпно, сега само глумат лудило, као демекони нешто тестират. Ништо не тестират, луѓе. Никола Тесла пред милион пати съм виждал, пред 120 години го има во цялото дизайнирано. Све комплет, дури и бесплатна енергија има. И ово само се градило, сега ено се тестира, бла. Ово е готово, ово више у американците, русите, кинезите последни, ама го имат у подземјето, у нивните бази, роботизација имато ще пред цели 50 години, пред цели 120 години. Значи еден другар што викаше, леле вака, брат, ти што кажа, вика, ни цел свет ќе пукат вулкани, погоди. Вика, што гледаш, вика, страшна ли е работа? Ја гледам тука другари, додека сите се плашат. Ја гледам еден рестарт и плюс, ако 2045 домно не копаричка да имам да се купам на Хавај земјиште, дека ово е креирање на нова земја, другари. Земјата се бране да тие тамо сатанистите на Хавај што уништуват почвата и средината, животната средина. И кото од Цукенберг што се изгради вулкан. Ама ја тука другари дека си да гледат само вулкан и рестарт, ја гледам и нова земја. Фактички, колку повеќе вулкани има на Хавај, колку повеќе се креира земја, треба да е поевтина там парцелата, веќе 2045 да соберам парчки си купам. Ама не, или си ја чува за нив. Пошто знаат дека овоа за наредните 50 години таму ќе бидат огромна площина. И фактички бракета ќе се шират. Цуки вики има бункер таму, така да на вечката интелигенција, ако ние сите имаме вечка интелигенција да прашаме што е како е, замислете си Цукенберг, роден евреј во Бугарија, Хазар, главниот на Фейсбук, замислете си што информација он има неговата вечка интелигенција, ќе рече, слушај да купам на Хавај, што ќе биде? Цуки, за наредните твоите деца ќе имат у пространство, ќе живеат сами, безбедно, не секој може да стигне на Хавај и сме далеко од целата драма што планират, тоест Project Bluebeam и лажниот напад. Другари, брат, тука шорткати, сега не ги разбирате, ама ќе почнат. Ама Трамп касне, ја мислев, Обама не е у затвор, Клинтон не е у затвор, Хилари не е у затвор, Фаучи не е у затвор. Брат, граначалнико, гледате ли го Нью Йорк, шо брат? Ослободува криминалци. Тие што сте у Нью Йорк и Джерси, бегајте, брат, бегајте. Гледај. Преку крипто. И после крипто е лош. Не, брат, лош се овие сатанисти. Што не живееш во Америка? Не ми си живееш со сатанисти. Ама не сите сатанисти. Тај мал дел процент што се, тај мал процент, милиарди, брат, трилиони украде ја, брат. Трамп се боре, секој му чест. Секој му чест, алала му е. Ама, брат, треба и луѓето околу него да почнат, брат, да се ослободат државата. Ја, гледаш, не се лутам за ова, кажале си ми да, напушташ, брат, тоа си е закон, тоа си е председател, не може да имам контра. Ама пред 20 години беше овака, може сите мигранти да дојдат, да сум си седел пасош, да сум нарокал вакцини, сум седел. Сега, брат, тие се законите, разбираш, и јас сам се преве. Иначе ја може да седам, ќе се селам вамо, нама тешка работа да ме детектира, да ме најат. Знам кога да изчезнам. Али, другари, тука корупцијата од цел свет заедно нема пари украдено, колку тука што се украдени. И Господ здраве да му даде на Трамп да седе и наредните 4 години, и наредните до 100 години, брат, тај човек да живее, Господ здраве му даде. И некој рече, ама он е ист. Не, брат, он е многу поразличен од овие. Дали ја играе играта со нив, дали е бел масон, што е, како е, не знам, истражувам. Али он е со Си Джинпинг и со Путин
заедно да биде светот да не отиде у тај степен дека треба да отиде. Да се надеам дека нема да не онада. Тоа 2035 неизбежно, тоа големиот рестарт и борбата со Project Bluebeam и стигнува, знаете кој и голем рестарт и тоа судење не се бега. Ама Хилари ако беше, а Барак Обама ако жена му сега ќе се кандидирала ако беше, ако Бајден останеш, Господа ни е на помош, брат. До сега, братче, ќе беше многу полош. Значи, ние сме луѓето мравки, ние сме у проценти. Елитата дека се бори една со друга, ние сме у проценти. Ја не сум за никој политичар, ама опцијата Трамп е подобра од Бајден ако победиш. Или од Обама, да речем, ако дое па назад. Или Хилари ако беше. Значи, опцијата, проценто е тај, подобро е. Ама војната е неизбежна на крајот 2035. Гледате, Европа е колапс. Бегајте од Европа. Македонија сакат, сега не да направам политичка емисијата. Македонија сакат да ни пратат отпадо. Луѓе, ја се дружам со разни религии. У некои религии, да не ги не бројувам, нормално е да нападнат од друга религија и тоа нема да го казне нивниот Бог. У некои религии нормално е со жените да се понашат, да речеме така. У некои религии нормално е да спрема другата религија, ако направат нешто, демек не е казнево. Тоа, другари, проблемо не е у религијата, проблемот си е до тај човек што практикува така. Ја имам многу пријатели муслимани и од други какво кажи го, религии, и дури атеисти, брат, тоа си е до човеку. Тоа си до човеку, у каква средина е израснал и тај не може да го интегрираш. Тие сомалици не може да ги интегрираш тука. Ама тука се роди, мајка му и татко му се дома, не се родил у школото, не се родил со белите да живее, не се родил у парко. Дома му е, мајка му и татко му што се уделя од Сомалија. Сомалија тука се дешава апсење и чуда, ја го дури предвидов тоа. Музика има 100%. Овие братче, Кина е, ние брат, Кина беше пустина 82 година. Пустина, брат. Буквално стварно нема шо да јадат. Нема шо да јадат, брат. Нема шо да јадат. Македонија има плодно земјиште, реки и езера и намерно тие там инсталирани тајни друштва не уништат. Брат, ние до сега, ако Кина е тука, ние требаше да биме Star Trek, Star Wars. Ние више треба да истражуваме ово. Луѓе, ние сме 5000 години, брат. 5000 години сме таму почнало. Од кои 2000 ни утепаа уништувајќи и не, кажи го, и проба да ни стребат. И џаве се мачат, брат. Гледај ги овие деко идеја, брат. Гледај ги, брат. И ние може да бидеме тука, брат. Не е ништо повеќе. И ние, брат, и ние може да бидеме тука. Ако имаме там пред 2000 години таква, кажи го, ако имаме такви градби, такви мечеви, такви оружја, цел свет да сме владеале, да имаме Александрската библиотека, да не беше уништена Александрската библиотека, брат, ние ги беме в понапред од Кина, ја го тоа гарантирам, брат. Гарантираме го. Ово е реверс инженеринг и ја дадеа технологијата од Америка. Целата технологија што треба да се тестира и да се надува. Неќе тука да дадеа на Кина, реверс инженеринг, као да ме хакнали, индустријска шпионажа, бла бла бла. И се живо те фазата е у Кина. За тие смарт сити кои треба да бидат. Со чипови, со Universal Basic, универзалната токенизација и ама ме брат 30 минути видео, па еден саат збор. Сваравме за Кина, што сакам да кажем за Македонија. Тука да се пазите, у Америка да немате камера е многу лоша работа. Многу лоша работа, затоа што другари тука какви измамници има не сте свесни. Замислете си у Америка да, ако немате камера, овај мислише тај моторџијата дека нема камера. Што правиш, му вика, тука какви измамници има, не може да се фантазирате. Ово треба да му заплена цела куќа, оваа кола сигурно е купила. I got you on fucking tape. You just ran into me, got me tape doing what? You got into me. Бе, брат, страшна работа. Страшно.
Овие работи трябва да се почнете да ги гледаме, ама овие ги няма на вестите, брат. Брато, Hold on. направил пари, помага на заедницата, братче. Иде Божик. Помага на заедницата, а не само те пачки, бе, брат. Това е страшна работа, ама да не ми го блокират видеото. I think it's one of the most interesting findings in the last century. Когато се открият тия работи, охо, брат. Struggling to express in words. А Птоломеите, бе, братче. Айде идем у Египет. Дека се Птоломеите. Да не ми го блокират. Дека се Птоломеите. Значи овай сега го открил. Па Клеопатра, па Птоломей, първи, втори, стоти. Колко години си били там? Минимум 400 години. И? Що правиме, другари? Значи сигурно се знаели они нещо. Защо не имаме у Македония да се изучува египтология? Че ние имаме Птоломеите, имаме подпълно право, имаме ние наши археолози и историчари да изтражуват изкупование у Египет. Сегде дека е Клеопатра и... да, поплавени се нейзините храмови. Македонци имаме ли ние да изтражуват там? Не, бе. Другари. Значи, я какво съм дил до тази идея, че какво може в Македония да не дойдат, каже го политичарите, ако са македонци до тази идея. Защо сами да изтражуват лугито се мачат, бе, брат? Ако ние успяхме камено от Розета да го преведеме, защо да не може да преведеме там от други работи, хиероглифи? Че има македонци, ще са долно интелигентни. Ама то е, брат, ние живеем едно... Защо я и викам крипто? Защо излавам ово сбора ми плюс? Крипто, братче, они го имат креирано. За фул контрол да не набутат от тия градови. Арно, ама, ние ако ги избегаме там, после 2035, да речем скоро с усел. Айде да держаме до 2035 градовите. Фул 2035, ако ги избегаме от тия селата, брат. Те ги сомалиците ги виж ще собират. Ако ги избегаме от селата от и тук ки биде джгано по градовете, ки биде най-лошото набутано, брат, ние пак и с уния другите, за да комуницираме, да ги продаваме, пак и не трябва крипто. Ама ке трябва да се пазаме. Шо какво, не транзакции си тия работи. Али, я не би живял в града, брат, деко вие трупат тук. Трупаш ги, отваряш ги границите, трупаш ги най-лошите, па после ке трошиме ресурси, па да ги вадеме, па права и ние ке седнем у града и со това ке се разправяме. Първо ке ги даваме, трябват ни работници, у Македония и трябват работници, а от цел свет оде роботизацията. Защо не уложите роботизация, бе, брат? Защо не са тия работници от други държави? Нас ни силия за да дойдат други, брат. Така ли? По-лошо ще са от други култури и религии, ще няма да може да функционираме заедно, ако у Америка не функционираме заедно. Значи у Америка не функционират, у Англия, у Европа не функционират, а у Македония не функционират. Така, другари, да знаете, никой няма да ви спасе, никой няма да ви помогне. Солана си го форсират, най-нормално. Никой няма да ви спасе, никой няма да ви помогне, освен другари да изтрашите, то ще иде. Иде биткоин, иде алткоин, иде токенизация, иде блокчейн. То е целта на канала. Да шо по-бързо луѓето ги открият, да ги дешифрират тия работи, какво да се користат, какво да има бенефит, какво да не може да те следат, какво са сите тия работи, за да се найде тази технология у корис. Ние без то не може. Шо ки речем, утре няма да користам биткоин. Ки ти рече, ке взимаш плата у крипто. Шо ги правиш? До 2035, докато не фул роботизация не правят. Или ки ти рече, 2035 роботизация фул, токенизация ке взимаш, алткоини ке взимаш, брат, тай. Шо ги правиш, брат? Крипто е. Шо ги правиш? Ке викаш не. Дето кой ги охрани? Комшията. Но бето шо я викам? Солана, белото мече, белото мече, белото мече, от уста него зади. Значи, белото мече, сменеш кафе, цигари, нова годинка кафана, белото мече лита, сонивни кафе. Не дека го разбирате, брат, дека трансакции има, дека по-ефтини трансакции за игри, дека там банките ки го користили. Тут вие без то нищо не го разбирате. То много мал процент као Славчо седе и я тумаче за ептен технички да се разбира. И аз си признавам, мене ме интересира техничка да научам какво функционира. И аз съм да изкопам информация, елитата шо бръмбла. И я да вземам бенефит от това шо бръмбла. Утре, ако няма да го бръмбла, аз съм продел. Куки на село, академия, събираме се на екипа, ставаме знако, дружиме се и меѓу нас си трейдаме. Ти, брат, шо продаваш? Мед органски. Не си го пръскал. Одеме да видиме, я одам да видим, да проверам.
Брат, нова му им доверба, одеме цяла екипа друга да видиме. Още окей, супер, брат, купуваме ето тебе. Ти, брат, що продаваш или? Зимница. Окей, супер, брат, де да видиме какво иде? Купуваме ки тебе. Ти, брат, шо? Козьо млеко. Супер, я козьо млеко. Пием, крави не смеям. Доктор ми рече не смеям. Теорията на заговор ми рече не смеям. Желуднико ми рече не смеям. Де да видиме какво ти имам на село, значи природно све. Окей. Да, 1 кило млекце ми до нас всеки ден. Брат, аз съм ядел моите роднини оризари от коза, какви специалитети имам ядено, всеко ки ми текне, брат. Не сте ядели таква торта. Не сте ядели такви специалитети, брат. После можеше едно време, когато се усъвременили продавници по оризари си те работи да се започнали крави. Али пред това, брат, такво млеко, брат. Да, мирише много яко. Али ако ти го направи, то тортичката после виж какво мирише, брат. Сиринцето да виж какво мирише от това. Ама, брат, я от овца не ям. Козио овчо мешано, бе, брат. Брато македонец от академията не фърля глупости, не ги хране, купим от тебе. Финтата е да шо по-квалитетна храна от академията да унесеме и ми ги вас да си го надувате. Защо мора държавата да? Ки платите данък, вие си платите данък, ама вие академията го продавате на други. За крипто. Транзакцията е явна. Шо купи килосурения транзакция. Келипне то крипто. Значи пази ти, аз сакам отиде да купам 5 тегли зимница. За $100 у USDC. И уши 10 луги купат от или. Или си види колко му се трошиците. От тия 10 луги 5 си оставя за трошиците, 5 ги инвестира в крипто. Направя профита, ки плати данък. Тай данък ке му избие още не куп работи. А вака ти можеш не си у крипто академията, продаваш, мислиш да ставам, дали не ставам, но ти у крипто академията ке тражи ми койни. Ки стражуваме повече луги, ке направим една екип. Разбираш. Сега някой рече, ама защо па крипто академията не е без пари? Да не си инфилтрират всеки изроди внатре. Защото тия съм ги забележал, с $20, с $100 ще ги дойде тука. Он милионер. Не, брат, ти трябва да си бизнесмен, да си направил, кажи го, какво нещо в живото. Трябва да имаш тази пара, да улееш у криптоакадемията. Зато имате вебсайт без пари, YouTube канал ке биде без пари, криптореволюция ке биде без пари. Тие шо немате пари, имате без пари информации. Секош ки ги става без пари информации. И кокиям време и пак и ви вракаме на поръки. Али у нея другите, елитата, да речеме, прави се, елитата, защо викам от €1000 на година академия. Оти ако се посветам на академията, яки нямам толкова време да обърнам по поръки, да речем по повици и се. Така ли, ако е заглавата. И да се стационирам, от я нямам инкъм, да речем така ли, ама да се стационирам, тия луги ще имат инкъм, да направим на елита, шо ке се тръгнат от политическите партии, ке се тръгнат от партийската войска, разбирате ли, ке се тръгнат от партийската войска, ке се тръгнат да се тресат дали нидни от бизнес, некой ки купува, няма да купува, ке го купуват от академията, другите луги ки го купуват, како гаранция не е ли тако не производят квалитетно и добро, дека на другите члени не им мислят лошо. Академията ки изтая реклама на нашите веб-сайтови. Значи, да речем, ти си платил €1000 академията. Така ли? Твоята компания, я имам 2 веб-сайта сега. Имам и 2 криптогрупи. Имам и Instagram, имам и Twitter. Твоята компания, кай мене, ки има реклами на година безплатно у голема количина ке се покажат. Така ли? Уния други ще сагат да се рекламират, а не у академията, брат, ти си платиш за, ако сагаш компанията се рекламира, и вие ке видят криптокомпании, шо, нели, ние како криптозаедница, викаме се квалитетни, по-най-супер други да се рекламира, ама той е на други край стая ни, ке пише, не знаеме дали органско и не гарантираме нищо. Разбирате ли? Трябва да се отделят де-факто, с тази мой систем ще съм изградил, да се отделят тези компании, ще само си имат пари да се рекламират, а продават неквалитетно и ония компании ще улават у заедница
и без пари ги рекламираш. Значи, фактически ти си платил 1000 евро за, да речеме, за Укрипто академията, ама я викам ти 1000 евро е за една година реклама за твоята компания и фактически, ти не плакиш у моята академия за реклама за твоята компания, а си платил за академията, улизел с академията, чекай брат. Значи ти уствари, не си платил нищо за академията, ти си платил на рандом човек да те рекламира. И сега ке рече някой шеф финтата и па кай мене сакат сите да улезат без пари, ама ти со компанията ке се рекламираш на друго место ги даваш ти илядо такво. Така ли? А вака това е тука и я тая илядо ке пробвам да ги ставам, да речем, у крипто, после трошъци от академията, ставам ги у крипто, па я да видим що може да направим со тия пари. И тук имаш да си изграде система. Нема тук пирамидална шема. Ти си дойдел академията си, надеш и се рекламираш там. Безплатно си имаш. Нели колко се рекламираш човек, какво на сите тия платформи. Я тия ще съм ги вземал 1000, ти си ги забравил, ти си ги платил. Па я шо правам, па после да видим ако стварно направим нещо, па я да речем, чекай брат, замеси, дадел ми 1000 евро за криптореволюция. Забрал си 4 години един булмаркет. Я ти 1000 съм ги направил 10 000. Доваям брат, ще ти викам брат, дай ми за 5000 ми дай от твоята компания производи. Замисли си. Па тия твоите не може да се изедам, па я давам како реклама на цяло мое мало. Разбирате, че това брат толкова много систем може да го изкопираме от DVD-ите, шо брат ние е време да почнем да правим пари. Не тия там на Китай, ама я знаеш така се рекламира в Китай, но систем трябва да се изграде и да си спасяме държавата. Тие ще се по друг левел ке разберат. Ония другите ще не сте стигнали на тази левел, ке сеете на YouTube канал, ако сакате да научите, ако не може да сеете, дете други брат, дадете и там пари на брокерите, ке ви имал он Доява на биткоин ми вика един най-път имал, вика брата $1000, ако ставам taj имал Доява. Па що не продава стане куките да стане, що му трябваш ти? Ако има Доява, па да го продава куките да стане и да стане богат. Собалиците много ми мило ще ги радуват. И другари, то не садат го пази филозофирав. Bolivia is officially bringing Ethereum in the national financial system. Не, ами се в Кардано, брат, и Стар Атлас ке биде. Това брат. Я ще викам, белата мечка, видите ли? Това дежаву. Ethereum, Solana, Ripple, Ethereum, Solana, Ripple. Това И я па заряд него користам тая Ripple и ме нервира, брат. Не дека не можеш да направиш пари, ама я па него сака, брат, и тоа Не. Small Team on San Diego за $999 го правят това. И овие тука глумат тука, лодево, Тесла, Месла. Ние изтържуваме тука. Таа готова технология пред 120 години, може и пред повеќе. Готова е све, само не смеят да пуштат да нема протести, оти ки земат на таксисти, на деливери, ки земат работа на много луѓе, на лимо шо возат, ки земат и мобето е сега кога да ме глумат лудило, они тука милиарди трошат да се изтражува вешка интелигенция, овај брат за $990 седнува, правя такво. Значи луѓе не и верувајте много на тия компании. Финтата е на подкасту да нивната компанија од нивната, кажи го ја по компанија, од нивната имплементација на сите овие работи што покажат ово ќе направиме како да направите бенефит. Разбираш? Како да направите бенефит? Шо да и продаете да купат од вас. Значи бенефит треба да направите. Гледај ги овие брат. Значи, ако овие имат ово, шо има замеси армијата и шо ние се мачеме, одеме там по тие рудници, копаме и си огубиме времето, косите може да уживаме, да играеме игри, филмови, да истражуваме, не, сега некој рече ајде да легнем умрели. Значи да истражуваме, брат, духовноста да истражиме, сите тие религии да ги проучиме. Океано, брат, че ништо не е истражено, планетата не е истражена цялата. Да истражиме, па да видиме месечина, па да видиме надвор шо е како е, да видиме уватинга шо е му таа Александрската библиотека за шо ја кријат. Ама нема, не живееме таков свет.
Не живеем во таков свет. Другари, и ја тоа е. Седам тука и се тумачам како е можно да нема 1 милиарда како мене, брат, па да се организираме и да направиме пепел. Дигитална револуција пепел. 90% од луѓето у Кина веќе имат свој дом, брат. Енос имат свој дом. У Македонија, братче, ја што знам, 15.000 години сите имаат домови. Кина енос имат 90%. Да, тоа е напредок, ама енос. Ама ние пред 15.000 години имавме сите и пред повеќе. И на кој левел сме ние, гледај кај Кина. Разбирате ли ме што сакам да ви кажам? И тоа е, мобето е тај. Мобето е тај, другари, 1 саат лита како ништо. После треба да земам да играам. Шо е ово? Аје па со тие музики. Jack in the Box, боже, там само ненормален човек може да јаде, брат. Еве, за 5 години 140%. И Америка оде напред. Како оде напред, брат? А уплатите од нагоре. Како од нагоре? За 5 години 145%. А не, чекай бе. In just 5 years, some menu items have increased over 140%. On average, prices have increased around 45%. 40%. На нека места си и 140. Добро, тоа не го почитав, јас извинувам. Ама 45% ли таа. Ама на некој ја кажувам, јас тука 11 години, на некој работи и 140-150%. И 200% ги има. Брат, не ми кажуваме, брат, напред. Ништо нема напред тука, брат. Напред е ово, ќе почнат роботите, гледај. Не можело да надува. Брат, све можат, све имат и све е достапно, само ќе опуштат постепено на сите ќе ги земат работните позиции. За ако на еднашка да е, оти ако е на еднашка сите ќе се организираме. Сега вака само таксистите треба да протестират. Утре па само келнерите ќе протестират, утре па само деливери шоферите ќе протестират, утре па само некои таму од IT сектор ќе протестират. Луѓе уши сега треба да се дигнем, ама знам дека нема да се дигнат. Луѓето така да тоа е неизбежно да ги смене. Така да... Брат, ово Тесла ли е? Не знам. Кинеска кола ли, шо ли, не е сигурно мапирано. Таман ги фалив и дум. Ама не знам која кола е. Тоа е Xiaomi Su7. Паднала, не упадна многу. Ама Теслите застана па. Ама Теслите што ја видено во Америка, Тога па сега не да се тепа тие. Тоа е, другари. Гледај, рач, 3D принтинг робото со рака, човеч. Ова подокал ми изведи аларм, брат. Гледај, рач. И? Мен ли ке ме заменат? Не бе, не. Ке те чекат. Гледај, брат. Страшна работа, брат. Страшна. Пред 120 години, брат, шо не тера да работиме, да се мачиш, да се уништиш здравето, брат. Све е достапно, брат, у нивните тие лаборатории. Све. Ама... До 2035 другари не очекуват страшни драми, страшни проблеми. Така да гледайте да порачате 3D машини и да принтате и вие и да изкарате профитче, бенефитче и после да си купите крипто. Литна ли малко ово, бе? Добре. Айде, бе, брат, ово продава тия кито и до сътре ще би е 0,05 и нещо. Другари, дека не снав. Сакам да јадам, не може да издржам ја до събаря до 6 сато, планирам да играм, така да чао и со акъл. Со акъл и ќе се видиме
средината или края на януари ќе се видиме во Македонија и ќе видиме колку луѓе се заинтересирани од кои градови за криптоакадемијата, за да направиме една екипа и да се дружиме и да изградиме и ние елита, брат, че ако можете евреите, ако можете казарите, ако можат сите, можеме и ние, брат. Така да, ако можат античките македонци се собирале околу огино тие мудриците таму, старците, и можеме и ние.